Празникот Прочка секогаш се паѓа во недела, а често се поврзува и со карневалските денови. Во чест на предстојниот празник Прочка, традиционално се продава и приготвува пусна алва, која се изложува секоја година на булеварот во Струмица на центарот од градот. Го прашавме дедо Цане, мајстор во поранешна иднина, токму за овој традиционален посен специјалитет. Занаато повеќе и традицијата се чека од година на година. Еднач годишно се права, алвот се права само од шикер и од вода. А таа е старската брашно и шикер е, ништо друго не му не е. Сега малку го подмачкаваме, за да може да ga вадаме од таквото, кажи го, од казано. Друго ништо нема. Колку струмичани купуваат алва? Това што го произведуваме секој пат се продава. Некој пат не ме останало од година на година. Од ако остане го фрлиме право. Не чека од денеска до, да кажем, после 5 месеца да го продаваш. Нема на кој да продаваш. Тие 3 дена се продават 4 и толку завршена работа. За Божико е баклавата, а сега за Прочка е па алвата. Традиција е обовезно куќата да има алва дома. Покрај алвата традиционално се послужува и со кадаив, кој струмичани знаат да го приготват и во текот на годината. И кадаив, да. И кадаив, ама кадаиву се троши, ама не толку. Нали, порано се троши многу, а сега малку паднан кадаиву, повеќе се оде на алвата. А иначе кадаив обовезно, тај што уважава обовезно и кадаив ќе се зима. Си права. Тоа е тоа. Иначе кадаив секојдневно се права и се продава. А алвата е традиционално само еднач годишно. Оваа година, во сабота на 16 март е празникот, народски речено, умрело дете за Баничка, а истиот ден е главната карневалска вечер, кога групи карневалисти во поворка ги представуваат своите маски. Недела на 17 март е ден Прочка. На овој ден традицијата е помладите да побараат од повозрасните Прочка. Верниците взаемно си ги простуваат своите сторени гревови. На овој ден инаку ќе се одржува и детскиот карневал. Понеделникот уште се нарекува и чист понеделник и се приготвува посно гравче, додека во среда е тримери и таму повторно е застапена посната трпеза.